Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnува. Houston, we have a problem. Dobar den, dobrodošli v уште едно попладневно радио шоу на Milenko Nedeljkovski на Брановите на радио Slobodna Makedonija. Знаете, денеска е 4. май, ден познат по две битни работи, по загинувањето на Гоце Делчев и по тоа што на овој ден умре Јосип Брос Тито, односно порано популарниот другар Тито. Што се однесува до Тито, таму има други новинари кои се занимаваат со тоа кај му бил пиштолот, а како умрела Јованка. Ја би сакал само да му оддадам почит на најголемиот револуционер, војвода наш македонски, Гоце Делчев, кој меѓу другото има кажано: Македонија има своји интереси и своја политика, тие им припаѓаат на сите македонци, оној што сака да работи на присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Значи, уште еднаш, Гоце Делчев, Македонија има своји интереси и своја политика. Тие им припаѓаат на сите македонци, значи на нас. Оној што сака да работи за присоединувањето на Македонија кон Бугарија, Грција или Србија, и денеска ги имаме многу од тие, тој може да се смета за добар бугарин, грк или србин, но не и за добар македонец. Вчера големи две победи извојува Доналд Трамп во Индијана, како и републикански, како и демократскиот кандидат Сандерс. На Доналд Трамп победата беше толку голема што неговиот главен опонент Тед Круз се откажа, рече веќе се повлекува, што значи дека Доналд Трамп е сигурниот кандидат на републиканците, иако на почетокот републиканците и не сакаат да го земат во својот двор, не сакаат да е дел од нив, ваков бил, таков бил, контраверзен, меѓутоа таква голема популарност и поддршка има Доналд Трамп. Меѓу другото, македонците од Индијана сите до еден гласале за него, затоа што има своји планови за Доналд Трамп има своји планови како да го реши кадровскиот дел во американската амбасада во Скопје, например. Од друга страна, Сандерс ги собра сите можни, да ги наречам така, народни гласови, гласовите од народот, со кои ќе проба да се спротистави на Хилари Клинтон, која ги има тие специјалните гласови, кај демократите е слично како во Орвеловата фарма, животинска фарма, каде што сите животни се исти, само некои се малку поисти од другиве. Па така да кај демократите може народот да сака што сака, ама има специјални гласови, а тие гласови се јасно од големите корпорации, банки, фондови и така натаму. Тие можат да решат спротивно од желбата и волјата на народот. Значи, голема победа во Индијана на Доналд Трамп вчера кон денес, мислам наше со нивно време. Многу значајна победа на Сандерс. Хилари Клинтон е уште еднаш поразена од народот, а Тед Круз призна дека и покрај сите своји заложби и сите своји ангажмани не може да се носи со Доналд Трамп. Оваа година, пред крајот на годината, се изборите во Соединетите Американски држави, а во јануари месец идната година, 2017, многу лесно може да го видиме човекот со интересна фризура, што се чешла преку уво, што би рекле по скопски, да стане нов претседател на Соединетите Американски држави. Јас веќе објавив информација, па би сакал сега да ја споделам и со слушателите на Радио Слободна Македонија, не подетално, за начинот на кој и зошто е испорачан Зоран Божиновски по долгогодишното барање за екстрадиција од страна на македонските судски власти
upateni kon Republika Srbija. Znači, jednostavno Zoran Božinovski dobil materijali, onija koji treba da bidat kaj specijalната obvinitelka Katica Janeva i za koji garantiraše Zoran Zaev i celото СДСМ дека сите материјали се дадени, а не беше направен никаков записник, дури и Катица Јанева ја лажеше јавноста дека тука се сите материјали, дека се што е достапно, очигледно имало и други материјали кои биле дадени во подземјето и како такви биле распрскани низ Балканот и низ светот, и дел од нив, велат неколку илјади, такви фајлови, аудио фајлови се нашле и кај Зоран Божиновски тамо во Војводина, каде што со години живееше како куќе избеган. Рано утро од дента кога е екстрадиран, Зоран Божиновски, премиерот на Србија Вучич, се јавил кај шефот на јавната безбедност, значи соодветната институција како кај нас јавна безбедност, кај северниот сосед, со наредба и точно со овие зборови му рекол: испоручите то џубре. Значи, испоручите то џубре. И интересно е дека кога сака државата да се справи, сум читал многу книги, велат и најслабата држава е посилна од најсилната мафија, доколку тоа сака да го спроведе државата, доколку не ја одговара да работи мафијата. Значи, во тој момент Република Србија, целата процедура на подпишување на сета документација од сите институции, значи тука не е само екстрадиционен притвор, не е само полициска акција, тука се и судови, жалби, молби, ти реков ми рече. Ловот на овој Кумановски кепец, возењето 5 до 6 сата се вози од Белград до Табановце, самото предавање на нашите снаги, значи целата таа процедура до донесување во Скопје траела вкупно 9 часа. Ако се земе дека 5 до 6 сата вози ауто, значи 3 часа им требало на србите да го фатат, да испопотпишат сите документи и да го однесат. Тоа може да го направат и години пред тоа. Не го направија зошто е нивна работа. Она што може да е наша шпекулација е дека едноставно тогаш на србите тоа не има одговарало. Инаку српската полиција целиот запленет материјал од велат повеќе илјади бомби веднаш го предала на амбасадата на САД во Белград. Тоа е малку чудно, меѓутоа е некаква координација во борбата против апаши и терористи. Дури и неколку диска со фајлови што сакале безбедносните органи на Србија да ги задржат за себе, некако да ги така тргнат на страна, американците си ги побарале експлицитно и по наслов наброени: тој файл, тој ќе ми го дадеш. И практично сите киднапирани материјали од страна на тој мршулка од Куманово се вратени во посет на веројатно вистинскиот сопственик. Инаку моите извори од Србија, тоа го напоменав неколку пати, се сметаат дека се работи за порака до Заев, до каде смее да оди и зашто и за кого смее да објавува, бидејќи едноставно што се однесува до Зоран Божиновски, понелага песма и почнал да објавува и што треба и што не треба, и колку не треба. А во контекст на смирување на целата страст, бидејќи тука очигледно дека све зоври кога почна да се објавуваат фајлови со интимни разговори на високи функционери и функционерки на ДУИ, значи во тој контекст најавено и скорешно испорачување на Македонија на исто така криминалец и бегалец од Македонија Харун Хаџибулич, меѓутоа и на познатите криминалци од Ѓорче, така наречените близнаците од Ѓорче. Ова се мои информации кои доаѓаат од структурите, безбедносните структури на нашиот северен сосед. Нашиот северен сосед кој сега е во фаза на формирање на влада и влада во која министер за одбрана, значи на војска, ќе биде мојот пријател и повеќекратен учесник во моите емисии, интервјуиран од мене, вела мојот голем пријател Мирослав Лазански. Исто како и мене, голем љубител на олдтаймер возила од Втората светска војна. Како што јас имав джипу и вилиси,
и како што се уште бркам да купам некои такви аута стари раскапани из Македонија, така тој има еден онака Dodge Commando Car, тој се вика Dodge VC WC2 и EU функција и е стварно направен како треба. И покрај тоа што и него го обвинува дека е, не знам, проруски, мене и така натаму, ние на терен со акции, со долгогодишна традиција покажуваме дека тоа не е така, односно дека она што е наша зона на интерес е точно западната цивилизација и тулсот, играчките што од тој правец доаѓаат на наша територија. Се дигна голема джева, сега јас да не влегувам во зоната на Антонио Димитриевски, меѓутоа се дигна голема джева околу спотот што го направил Кангу. Па земал, не знам, 9000 евра, добил и така натаму. Тој човекот си конкурирал, како што и секој може да конкурира. Добил 9000 евра и снимил спот, на некој му се свиѓа, на некој не му се свиѓа, така натаму. Меѓутоа, едно не може да му се одземе на Кангу, дека е таков каков што е, ист е ваков, и пред 20 години беше ист, со ист капацитет, ист талент, колку и да е тој голем или мал, и ист рокер, истиот човек. Така да, кога аплицира за нешто за да направи музика, не може Канго да измисли друга музика, него само таа своја што има и не може друга, тоа е неговата музика и крај. Меѓутоа, Канго земал 9000, иако од Министерството за култура купишта луѓе имаат земено пари, а најголемиот дел, или 95% се СДСМ профили, како што е Петар Арсовски глумецот, како што е Влади Милчин режисерот, како што е Слободан Унковски режисерот и поранешниот министер за култура од СДСМ. И еден куп такви, и кога тие земаат пари, не 9000, 90.000, 390.000, 2.900.000 и така натаму, кога земаат, тогаш не е се во ред. Меѓутоа, кога Канго ќе земе 9.000 арки, тогаш е тога катастрофа. Меѓутоа, во исто време, доаѓа и податокот кој го добив, кој го истражив, е дека Бени Шакири земал за својот спот, кој е онака баш про СДСМовски, про Соросоиден, земал 25.000 евра од Сорос, од фондацијата Сорос. Фини пари за спот, кој трае 3,5-4 минути, ако се подели по минути или по секунди, тоа е, секоја минута е многу пари, да кажеме, ако е 4 минути, значи 6.000 евра минута. Во овој момент му честитам на Бени за сето тоа, иако сметам дека Бени е човек кој може би ги заслужил тие 25.000 марки евра, се извинувам, тој доаѓа од реално доаѓа од фамилија на илустриран Ходош. Татко му Хисни Шакири е илустриран како човек кој ги кодошил своите колеги од работа, работеше во македонска телевизија, мене ми беше колега на времето, јас кога работев во тогашната радио телевизија Скопје, значи во телевизија Скопје. А и е човек кој така, он сега во модерно е во последно време да се кажува и тој и сестра му да се кажуваат дека се албанци, меѓутоа тоа се реално албанци кои никогаш нити знаеле, нити говореле албански. Дури мислам дека во детството биле несреќни што во друштвото околу себе биле тие албанци, а другите не, меѓутоа тоа се фрустрации на кои никој од нас не може да помогне. Не знам дали може да помогнат овие 25.000 евра од Сорос. Она што е јасно меѓу песната на Кангу и песната на Бени, двете се наменски, двете се со задача, со тоа што она на Бени е платена од фондација која и мисли лошо на оваа држава и на овој народ и оваа нација. И единствената разлика која гледам меѓу тие две творештва е токму таа творештво дека Бени, за разлика од Канго, земал 3 пати повеќе пари за песна платена од странска фондација во корист на разнебедувањето на оваа држава, со уште еднаш заклучок дека Бени е син
na ilustriran kodoš, a ovija deca na kodoši se iz nakotija stalno se postojano se objavува dokumenti za tatkото на Борјан Јовановски, за дедото на Саки Кировски, за не знам тамо кој уште се не, за Владе Милчин и така натаму, така да тие фамилии некако една на една се накотија, не може веќе бројот да и се знае. Последното нешто беше и јас го објавив во врска со онаја Ѓузелова, практично, каде што дедо е бугарски колаборационист, тогаш се нарекувал новинар, пропагандист во бугарското радио за време на окупацијата овде, 41-44, кој е стрелан од партизаните во 44 како штетен елемент. И на крај би сакал да се вратам на викендот, односно продолжениот празник што е зад нас, и со една така констатација, а тоа е дека не постои револуција во светот. Сегашна и ниту во историјата, ако ги гледате во историјата назад. Како ова шарена квази револуција што пробуваат да не ја продаат секој ден попладне овдека низ Скопје, па и низ градови во Македонија. Значи да си револуционер, да си бунтовник, да си незадоволник, да протестираш и да речеш да, ама за викенд тоа не го правам, за државни и верски празници кои се поврзани со државните тоа не го правам, за Нова година не го правам, за летен одмор не го правам, за зимски распуст не го правам, тоа само кажува дека си всушност дебел платеник на сили кои сакаат да разнебитат оваа држава. Целата таа шарена револуција застана во четвртокот и во петок, сабота, недела и понеделник се имаше продолжен викенд. Најголемиот дел од нив си отидоа на Халкидики, на краците во Грција, на шопинг во Солун, си испопрошетаа секаде и потоа се вратија пак да бидат револуционери. Јас немам намера никому да забележам зошто некој оди во Грција. Јас, да кажеме, не сум бил во Грција од 95-та, иако како држава, како плажи, како историја и како кулинарство ја обожавам. Меѓутоа, не можам да одам во држава која со парата што јас ја потрошам тамо сака да ја уништи мојата држава. Не и дозволувам ни со едно моје евро или денар тоа да го прави. Значи, јас не сум бил од 95-та, па броите сега колку се тоа години. Тоа се поише од 2 децении. Иако велам да таа е држава која многу супер често сум одел без малку на секој втор викенд на времето. Сега јас не можам да забранам никој кој сака дека се оди за Грција и така натаму, иако сметам дека нашиот одговор кон луѓето кои не ја сакаат наша држава, нација, црква, без разлика од кој сосед, треба да биде соодветен, да и ние бидеме соодветни во одговорот. Не ми ја сакаш државата, во ред, не ми е вкусно твоето узо или не знам, луканка бугарска и така. Велам, немам намера, немам право да забранам или да кажам некому не оди, меѓутоа имам право да го тој дел обележам или критикувам. Меѓутоа во четвртокот навечер, таква наезда на граница Богородица, направив јас, дури и констатирав дека од СДСМ тие луѓе не ги знаат именките и формулациите и зборовите кои се употребуваат, кои се црковни, да ги наречам, или во Библија кои се употребуваат или кои се така световни. Меѓутоа единствена именка која знаат е Богородица, ама не заради мајка Богородица, туку Богородица како граничен премен и затоа тоа име е нив единствен вака со кој кореспондираат. И велам, во четврток вечер до понеделник доцна навечер, инвазија врз Грција во четврток вечер во тој правец, во понеделник навечер контра на луѓе со автомобили, поголемиот дел доста нови, еден добар дел ганс нови, доста скапи. Одење во Грција 4 дена, 5 дена, колку и да се оди на ефтино, не се поминува, 4-члена фамилија не може да помине под, да кажеме, 700 евра, без шопинг, само да се преспие, да се јаде нешто и така натаму се прошета, сладолед, лижавче, рекот ми рече. Така да, овија
praznici i ovija za minuvanje za Grcije i vraćanje od Grcija, nastrana što ne možeš da se najde slobodan stol, ne stol, hoklica slobodna, ne možeš da se najde vo Viziana Fratellis, vo Mečkojevska kuća, ili koji sakate dobar lokalni zova država, Dojran, Ohrid, ne možeš da se najde slobodna tronožec, ne stolica. Samo kažu дека паѓа во вода апсолутно целиот спин што се обидува да го прави во Македонија опозицијата, предводена од Соросовата фондација и Соросовите невладини организации, дека во Македонија било беда, немаштија, луѓето немале што да јадат, а сите тие луѓе беа наредени во километарски колони пред наплатните рампи, например на Отовица, или пред рампите на граничните премени, например на Богородица. Тоа е број 1 и број 2. Веќе да, кога зборувам за ова, морам да напоменам уште една тема. Со многу луѓе разговарав овие денови за еден проблем со кој се соочуваат приватниците. Значи не збориме сега за државни службеници, за невладини организации, за јавни предпријатија тамо кај што тече, него збориме за приватен бизнис, во каков сум и јас. Зборуваме за неможноста да се најдат луѓе за работа. Значи, кај нас се третира дека е вработеноста падната од 37 на 24-25, меѓутоа според мене не е ни 24, него 11, 12, 13, и тоа баш оние што не сакат да работат, или домакинки кои не ќе додат на работа, или па, ако сакате, и аљази, кои едноставно така сака да кажат дека се невработени. Значи, зборував со газди на големи фирми, со газди на фирми кои се бават со прехранбена индустрија, со газди на фирми кои се бават со градежна индустрија, со газди на фирми кои се бават со рударство, со директори и газди на фирми кои се бават со малку по, да кажем, интелектуална работа, како што е со компјутерски програми и така натаму, со администрирање на страни и така натаму. Сите до еден имаат еден голем проблем. Не може да најдат луѓе за вработување. Платите веќе не се мали, нема веќе 150, 160, 170 евра како што беа порано. Сега се платите, нема да верувате, ќе ви кажам, да кажеме се 350-400 евра најобичен физички работник, ако сака да кажеме да работи во фирмата Агрија, например, која се бави со месна индустрија. Има фарми за свињи, има козерна индустрија, има кланици и така натаму. Меѓутоа, реално работници не се наоѓаат. Јас се соочив, јас лично со својот проблем, иако мојот проблем е мини мален, меѓутоа ајде да прашам околу, се јавав кај градоначалници кои ги познавам, некои што не ги познавам, се представив кои сум, од релативно мали места, Крива Паланка, Чашка, така, ќе кажам, се јавив кај Едмон Темелко, викам тамо од Пустец, има ли деве некој да работи во? Луѓето викаат нема, откако тргна оваа акција Никола Груевски за донесување на странски инвестиции, отварање на Гринфилд и Браунфилд вакви капацитети, и од кога почнаа сите акции со давање на земјишта на невработени, ПС трактори, субвенции и така натаму, веќе нема човек за работа. Еве да кажеме, во голем проблем имаат во тиквешијата да најдат луѓе аргати на лозијата кога се кастри, бере, прави, прска, што и да се прави. Не сум многу во тек како и да целата таа технологија, но бара повеќе пати со повеќе луѓе да се излезе на терен, на нива, односно на лозија. Па така да, тоа како факт само ја покажува дека не функционираат спиновите. И оној дека во Македонија владее беда, и дека затоа луѓето се раселувале, број 1, и второ, дека во Македонија има невработеност и затоа луѓето се раселуваат. Не, луѓето се раселуваат од кога знаат за себе, не само од Македонија, од цел свет. Земја која најтешко го поднесува раселувањето е земја која е прогласена за најубава за живење, а тоа е Нови Зеланд. Постирав јас кај мене на Facebook, може да најдете пред некој ден, каде што цели региони во северна Португалија, а таму има внатре градчиња, селца мали и така натаму, се комплетно раселени и живеат уште само неколку старци, иако е тоа, да подсетам, земја членка на Европска унија и на НАТО. Раселувањето од Полска, од Романија, од Бугарија веќе
не е ни за говорење, е јасна и евидентна, така да и тие што се расолуваат од Македонија си одат, си бараат дали подобар живот, дали таму им е поинтересно, дали потоа се враќаат и така натаму. Во секој случај тоа не е затоа што во овој момент има ваква влада или во друг момент имала друга влада или заради ова, заради она. Во Македонија има работа. Македонија не може да плати плата како во Норвешка, ниту како во Данска, може да плати како во Македонија, но нормално доколку сакаш да си живееш на своје огниште. Меѓутоа има и други опции да береш не знам што во Италија, да береш јаболка во Швајцарија, тие се онакви работи за 2 недели, 3 месеци и пол и така натаму, се заработува добро, нема тука дискусија. Меѓутоа тоа е, секој човек на оваа планета има право да оди кај сака и кај сака да се врати. Она што јас сакам да заклучам, дека во Македонија со векови никој не умрел од глад, а Бога ми не умрел ни од студ, сем ако некој не се начукал како магаре па заспал во снегот надвор. И во Македонија во овој момент немам ниту беда, ниту невработеност. Невработени се само оние кои во тој момент не сакаат од нивни лични причини, најразлични причини да работат. Тоа беше на 4 мај, на денот на погибијата на најголемиот македонски револуционер Гоце Делчев, емисијата на Миленко Недолковски на брановите на Радио Слободна Македонија. Се слушаме следната среда, а доколку се гледаме во петок во мојата емисија, темите се двата мајски датуми, 4 и 9. 4 веќе кажав заради што, а 9 затоа што е тоа ден на победата над фашизмот, кои некои држави од Европа, кои инаку биле фашистички држави, сакаат да го преименуваат и упорно го преименуваат во Ден на Европа. Не е тоа Ден на Европа, тоа е ден над победата на фашизмот. А кои држави све биле фашистички, знаеме од општа култура, а оној што не знае може да чуе и да види во мојата емисија во петок на вечер. Пријатно до следната среда. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.